Kumanovsko поле со својата распукана згорнина, со векови и векови зјаело кон небото, кон облаците, очекувајќи дожд, за да ги напои и врати во живот полумртвите растенија, што безпомошно се потпирале и сушувале на неговите крапави пазови. Заедно со растенијата и човекот се сушел. Немало кој да го чуе неговиот повик за вода. Неговата потреба за живот се задушувала во празното пространство, а водата се останала насушна потреба се до најновите времиња. Кумановското поле е познато земјоделско подрачје со високи можности на приноси од житарици и други култури. Но без вода, оставено на природната стихија, тоа само од време на време во зависност од врнежите ги задоволувало најосновните потреби на населението или ги фрлало во крајна немаштина и беда, страдни за корка леб. По идејната замисла на инженерот Божа Нешовиќ, народната власт во Куманово се зафати за целосно решавање на проблемот за наводнување. Идејата за подигање на Липковскиот систем за кусо време влезе во фаза на сериозни подготовки. Во детали се испита и разработија сите елементи: мелиоративното подрачје на идниот водостопански систем, потребата од наводнување, климатските услови, составот на земјата, хидролошките можности на сливот на Липковската река, техничките решенија на системот, потребните инвестиции, покачувањето на приносите во условите на наводнувањето и рентабилноста на водостопанскиот систем. Покрај тоа се предвиде изградба на 2 хидроцентрали со капацитет од 8 милиони киловат-часови годишно и водовод за Куманово, кој беше еден од најактуелните проблеми на овој град. На Липковската река во близина на Куманово започна првата етапа од работите, во која се изгради Липковската брана висока 37 метри со акумулација од 1 милион и 780 илјади кубни метри вода. Низ изградената подземна мрежа од челични, азбесни и армирано-бетонски цевки во должина од 45 километри, како и со подвижната мрежа од распрскувачи во должина од 25 километри, со вештачки дожд ќе може да се наводнува површина од 2570 хектари. Во втората етапа ќе биде подигната уште една брана, наречена Глажња, со висина од 71 метар. Обете брани со уште некои други мелиоративни работи што ќе бидат завршени до 1961 година, ќе овозможат 15.000 хектари плодна површина да бидат под благотворното делување на вештачкиот дожд. Истовремено со изградбата на водостопанскиот систем, преземени се и други агротехнички мерки за вистинскиот препород на Кумановското поле. Според програмата, набавени се 125 трактори и 1 комбајн, а ќе се набават уште 98 трактори и 29 комбајни. Со помошта на тракторите, човекот на нашето време за прв пат ја извади земјата на сонце и воздух од 80 сантиметри длабочина. Со векови скриените и неискористени земјени сокови ќе потечат низ жилите на садниците и ќе ги направат јадри и сочни нивните плодови. Во овие услови, земјоделските задруги се јавуваат како исклучителни организатори на селско-стопанското производство, при што принципот на економската заинтересираност и доброволноста се темели на кој базира кооперацијата.
подигнаа нови плантажни овоштарници на површина од 1646 хектари, кои до крајот на 1961 година ќе се зголемат на 4500 хектари под праски, кајси, јаболка и друго. Важна земјоделска гранка на ова подрачје се очекува да стане и лозарството, кое во изминатите години стагнираше поради лошата сорта, филоксерата, сушата и немањето на нужна механизација. Затоа се започна со освојување на нови површини од 1200 хектари на кои ќе се подигнат нови плантажни лозија, што со поранешните се протегаат на 2424 хектари. До крајот на 1961 година, со завршувањето на програмата за мелиорација на Кумановското поле, овие површини ќе пораснат на 3500 хектари. Дури и на местата каде никој не верувал оти може да се одржи друго растение освен дивата круша, здружената снага на човекот со најновите научни постигања допринесе некогашните голини да се претворат во оплеменети стрмни терени на кои растат малини, јаболка, ореи и други овошни растенија. Од ова околија исчезна стравот од суша и глад. Штом ќе настапи сушно лето, а посевите ќе побараат вода, бргу како молнија ќе потече вода од Липковската брана и низ подземната мрежа за миг ќе се претвори во вештачки дожд, ќе ги освежи корењата и лисијата на растенијата. Детелината како фуражна култура стана повеќекратно корисна. Покрај тоа што преку своите корења ја збогатува земјата со белковини, таа дава и повеќе откоси годишно. За разлика од минатото, кога незиниот растеж зависеше од природните дождови и даваше се на се 1 до 2 откоса, сега при редовното вештачко наводнување дава и по 6 до 7 откоси. А тоа е веќе реална база за развој на сточарството, посебно на краварството, кое до 1961 година ќе располага со 5000 високомлечни крави. Редовното вештачко наводнување дава и по 6 до 7 откоси. А тоа е веќе реална база за развој на сточарството, посебно на краварството, кое до 1961 година ќе располага со 5000 високомлечни крави. И семињата со повисок принос го најдоа своето место во земјоделското стопанство на Кумановскиот крај. Првите блокови површини веќе се засадени со италијански сорти пшеница и со пченката хетерозис. До 1961 година површините под овие две житарици ќе пораснат на 15.000 хектари, чија почвена плодност ќе се обезбеди со расфрлување на 12.000 тони вештачки ѓубриња. А кога ќе настапи периодот на есенската сеидба, веќе нема потреба да се очекува милоста на облаците. Вештачкиот дожд ќе ја претвори сувата земја во мека ораница и ќе им ја олесни работата на тракторите.
Употребата на високите агротехнички мерки и механизацијата во обработката на земјата сосема логично го поставува и прашањето за незиното здружување. Од психологијата на собственикот исчезна недовербата кон новото и тој свесно дојде до заклучок дека збиените меѓи и пречат на водата, на тракторите и комбајните. За нив треба простор, а просторот се создаде со доброволното здружување на земјата во блокови. 8000 парцели се споија во 152 пространи блока во 8 земјоделски задруги. Покрај сушата и ветровите доскоро представуваа непобеден непријател на посевите. Со подигањето на шумски појаси се намали нивната разорна снага. Никогаш досега кумановскиот земјоделец не берел од својата нива вакви плодови. Сето ова е резултат на оние инвестиции што ги вложи заедницата за развој на земјоделството и кои свеста на денешниот човек и неговите раце ги претворија во систем за наводнување, во земјоделски машини, вештачки ѓубриња, во современо обработување на земјата и богатство од плодови.